Продолжуваме со разгледување на барања. Со оглед на тоа дека имаме представници од ракометниот клуб Феникс Конче, да ја дадеме предност, бидејќи се од порано одојдени. Па да дојдат да ни образложат. Добар ден, добар ден. Повелете, тука еден табел. Може да ни дадете образложение во однос на ракометниот клуб Феникс Конче? Да. Фала на сите пана шанс, че ние дадеете да бидеме тука. Претходниот пат кажав и некои работи, како шо е, побараате некој нов извештај, шо е направен. Значи, таа извештај наведени се само посебно како шо се предвидени трошковите и зашо се предвидени тие трошкови, како шо сакаате. И направена е утеку на тај размак период од првата до сега, до оваа седница. Направени се неколку активности во врска со општина Конче. Значи, направена една презентација со помош на директорот и професор по физичко што е во школото овде Спасето. Направена е презентација на клубот во школото. Направени се консултации со превозници за колку ќе кошта, како ќе кошта да се организира тај превоз за околните места до салата во Конче. И преземени се веќе сме при крај со регистрацијата на клубот, со официјалната регистрација на клубот, при што тие деца што ќе се пријават, што ќе тренираат, ќе можат да играат лиги. Дали ќе бидат пионери, дали мини, ракомет. Значи, се што е поврзано со ракометната федерација, нивните лиги. Сега таму се доставени, значи тие во барењето се напишано. Јас и Александар ки сме тренери. Напишано е, мислам дека по 3 пати во неделата. Исто така е направена консултација со директорот на школото во врска со термините, каде што е договорено, значи кои термини можат да се користат, пошто користат и борачите овде. И од направената, Александар беше, направената презентација на децата во школото, дека мислам околу 50 деца колку беа, има заинтересираност. Значи, децата сакат да видат нешто ново, сакат да пробат ракомет. И, кажав и претходниот пат, значи ракомето, ние што сакаме да направиме една оправдување. Значи, ракомет, ние сакам пред се тие деца, со помош на ракомето, да ги израснеме во едни здрави особи, тие деца да се развиваат на еден здрав физички и психички план и да ја овозможиме на тие деца, значи преку спортување, преку одење во други градови, преку играње лиги, да можат да направат некој нов круг на пријатели, дека што ќе можат, како да ви кажам, да прават дружба, да се запознаваат, па и да останат другари за цел живот. Значи, утекот на тие 2 недели, 3, школото што е истата школа, значи ФРК Феникс во Радовиш работи, имаме активности, сега моментално, мислам дека минатиот пат беа 30, сега се околу 40 и нешто деца. Имаме поддршката и планираме соработка со наставникот по физичко Спасе, пошто мислам дека само он е физичко тука, и со негова помош да ја направиме целата организација овде. Како што кажав, трошковите се прикажани, напишено е се што треба и од наша страна е тоа, па сега со ваша помош да успееме да го реализираме целиот проект. Благодарам, ќе го прочитам краткото образложение. Тренери, хонорари и ангажман на стручниот кадар, 2 лиценцирани тренери со по 3 тренинга во неделата со можност за дополнителни водење на надпревари,
25.000 денари месечно, 250.000 денари годишно за сезона. Опрема, дресови, мајци, тренерки и спортска опрема, обезбедување на мајци, дресови, тренерки, 50.000 денари. Спортски реквизити, топки, 30.000 денари, маркери, 5.000 денари, конуси, степери, скали, 5.000 денари, мрежи и помагала за тренинг, 10.000 денари, вкупно 50.000 денари. Патувања и превоз за надпревари и турнир 100.000 денари, превоз од други села до село 320.000 денари. Тренери, патни трошоци месечно за гориво 6.000 денари. Книговодство, сметководствени и административни услуги 3.000 денари месечно, 30.000 денари годишно, котизација, учество во лига, регистрација и федерацијски трошоци 40.000 денари. Храна и вода, освежување и оброци за деца при активности и надпревари кога се патува по 2 оброка за секое дете 60.000 денари. Направена е презентација и запознавање со ракометот на околу 40 на деца и придобивките кои ги добијат стекнат. Од страна на комисијата беше разгледано барањето и беа предложени да се одобрат 264.000 денари за месеци септември, октомври, ноември и декември. Дали имате дополнителни прашања во однос на овој предлог? Повели? Здраво. Може ли само да викнеме Тинка да ни каже колко имаме можност, нели у самата, у самиот буџет, у самата програма не е предвидено дали можеме според закон за буџетирање на невладените организации? У ребаланс. Така ли? Добро. Тако е предвидено. Сега не знам колку вие кажавте нешто, само да ви прашам уште тоа. Значи кажавте дека регистрација на клубот. Мислите значи со седиште Конче или у која смисла викате регистрација? У некоја лига, така? Мора да биде регистриран да спасен под капата на РФ. Значи мора под капата на РФ. Мора да биде регистриран клубот за да може да се натпреварува во за да може тие деца да и Федерација на Македонија. И тоа колку ќе трае таа поставка? Недела трае, максимум една. Ние сега поднесено, само треба времето да чека. Сега се праќа ракометна федерација ги праќа наши документи до Министерство за спорт, дека што Министерство за спорт у рок 3-4 дена, мислам, они цела поставка толку најмногу една недела да е. Праќа по документ дека Министерството за спорт на сите наши документи предадени, ќе издава дејноста дека тие деца може да се надпреваруваат и може да играат под капата на РФ. Добро, од прилика, пошто председателка, јас мислам дека требаше да ни додели и на нас барањето како копии, за да имаме увид и ние, значи колку трошкови ќе има и така натаму, и што ќе имате испланирано у финансискиот план. Па од прилика може да ни кажете вие. Што планирате? Не, вие сакам да кажем, може. Па не ми сега може да прочитавам, ама напомет точно не ги знам. Сега да ви кажам. Тренери 20.000 денари. Колку тренери ќе бидат ангажирани? 20. Вие 20 ќе бидат ангажирани. 25 тренери, 25.000 денари. 20 тренери, годишен трошок за 10 месеци 250.000 денари. Опрема 5.000 денари за 10 месеци 50. Спортски реквизити 5.000 денари, тоа зборам на месечен трошок. За 10 месеци 50.000 денари. Дедино, Конче, Дедино 6.000 месечен трошок, 60.000 денари за 10 месеци. Габревци, Конче, Габревци 6.000 денари за 10 месеци 60. Липовик, Конче, Липовик повторно 6.000 денари за 10 месеци 60. Книговодство 3.000 денари за 10 месеци 30. Котизација 4.000 денари за 10 месеци 40. Храна и вода 6.000 денари за 10 месеци 60.000 денари. Вкупно за 10 месеци 660.000 денари. Меѓутоа, од страна на комисијата беа предложени да се одобра 264.000 денари за септември, октомври, ноември и декември. А тоа како опрема да го прашам, значи секој месец е предвидено 5 или 6.000 денари. Што се мисли? Опрема
Не месечно. Значи разделени са на месец. Не, просто малко не е ясно. Ке ви обяснам. Значи, ние Урадиш имаме вземано, Урадиш имаме моментално вземано 30 топки. 55 или динара. Значи скапи се тия реквизити. А дресови за деца да вземеме изпод 1800 динара дрес нема. Да правим мавет за квалитетен дрес, да не е неледен тренинг. Плюс ако правиме, ще трябва нормално дека ние како сега ако сме община Конче, мора на taj дрес да пише община Конче, мора да ставаме, все се плайка. Тия сите трошки са предвидени, они са разделени, тия се мислям како За 12 месеца. еднократно идат не и за така, ама се направени на 10 месеци. Не взимаме всеки месец. А се скапи и работи. Се доста скапи и работи. Да. Добро, вие веќе функционирате веќе у Радовиш. Да. Ако не е тайно, може ли, пример, да споделите с нас колко примери имате от Совета на община Радовиш? Немаме нищо. Имате ли поднесено барење до община Радовиш? Не, пошто община Радовиш, аз како што знам, издава барење на екипи што играт. Што се надпреваруват сеньорски екипи, така ни беше кажано на нас. Мора да имате, вика, некој успех за вие да почне од нова година, за да може да за екипа што се надпреварува. Да, и сега на нас ни е план, пример, Радовиш да се направи сеньорска екипа, дека што после нова година со нивниот буџет и таму да се поднесе. Пошто ние нашиот план е повеќе, како да ви кажем, не да зависиме од општина Радовиш. Разбирате? Да не чекаме на нив. Има клуб што дека они финансират, општински клуб, акционерско друштво. Да. Веќе вие функционирате како клуб во општина Радовиш, не ли? А колку деца имате? Па последно беа, мислам, околу 40. 37 до 43-40, така се нещо. Добро. И тогаш, дали сте помислили, пример, пред да поднесете барење, да пререгистрирате, пример, клубот со седиште Конче, или па да имате некоја подружница, што ќе гласе крај на крајот како општина Конче? Прашање е добро, но това е, како да ти кажем, одговор со две острици. Може која причина? Може би ќе почнеме, ќе дојдат, кажах и претходниот пат, ќе дојдат 40 деца првиот тренинг. Вториот пат ќе дојдат 2 деца. Третиот пат ќе дојдат 20. Не знаеме како и мислам дека това е доста добро што сте направиле за до нова година. Да видиме како ќе се одвиват работи. Дај Боже, да собереме деца, да има. Това не е проблем, това не е мал проблем. Това се прави за месец ден. Федерацијата, дали може под клубо како огранок да како подружница мислам. Сакам за Се зависи. да делува како посебен субјект, ако е можно дрфм, за да не треба да бидат два посебни субјекта, бидејќи и давачките се многу големи према федерацијата, барат посебни стандарди, салата за почетници да ги исполнува условите, ама мислам дека за младинци, за кадети веќе не ги исполнува условите, бидејќи треба да е 40 на 20. Ние беаме план, ако се пријават и поголеми деца, некој да искомбинираме, се зависи од деца колку се пријават, за тие деца да почнат и тука да си имат тренинзи помалите, да поголемите да почнем да ги преместуваме у Радовиш, бидејќи тука моментално за сениорска ракомет, за поголеми категории нема услуги. За таа сала за мини ракомет има од 2016 година. Да, 2016 до 18 година се мини ракомето, има помлади пионери, ама мислам дека ќе најдеме решение. Најмал проблем да се најде решение, само да има деца, да има заинтересираност, што ќе испасе, дури добро е, што е до нова година, за да видиме како ќе тргнеме, бидејќи е ново. Надеваме се дека ќе биде добро, како што кажа, направиме една средба во школото и со директорот и со професорот по физичко, имаше заинтересираност од децата, кое е нешто ново, сите ги интересира, сакат да пробат и убаво е да пробат, бидејќи раковото е спорт број 1 во Македонија веќе многу години наназад, и со европски и со светски првенства и со успеси, и мислам дека
не мислам, сигурен съм дека има добра посетеност. Ние сме тук, сме доволно изкусни, имаме лицензии от Сдружението на ръководните тренери, от Федерацията и знаем како трябва да се работи с тия млади деца. Веќе имаме и работено и Радовиш бяхме тренери, веќе имаме изкуство и мисля, дека няма никакъв проблем и вие деца да ги размитите води. Како што Джей Спасе пред се за едно здраво общество, децата најдобро се прифаќат преку спортот, тоа лично искуство го кажувам, и за пријателство, и за се, и за отворање на други погледи, и прошутување, другарството. Мислам дека ќе нема никаков проблем, само да имаме одзив, бројка на деца. Добро, аз допълнително само да кажем, че кажавте дека вие като двайца тренери, значи ги удържавате тренинзите. Да. И сигурно си имате направено някоя план програма како да се одвива тоа со оглед на тоа што и мислам все пак сте функционални у самиот град у Радовиш. Така да имате изпланирано како да биде тоа, нели? Да. Како на кој начин да се реализира. Все пак салата, значи, мислам спортска сала како ќе се користи. Боречкиот клуб функционира. Вака со директор кој разговараваме, ние сме свесни дека предност, кој викаме предност. Ќе имат боречки клуб, бидејќи веќе они постојат, имат си своји термини, така да ние ќе упаднеме таму дека што е слободно. Нема да влагнеме за одреден термин, туку таму дека што има слободно, за и ние да се организираме. После школа, како се нели организирани, заврши школа, наставата што е, па ако се борачите, зависи колку имат, просто го слободно што ќе го користиме. Не, од тоа причаме, прашувам, пошто ние како клубови имаме тука ФК Серта, значи боречкиот клуб и значи, доколку ако се изгласа вашето барање, значи ќе бидат 3 клуба, што ќе треба да функционират. И на некој начин не би требало, пример, тој што сепак се работи за деца, значи повеќе од постигнување на некои професионални резултати, значи на сите родители мислам дека им е битно развој на социјалниот живот. Имаме одобрено доволно средство у тие двата клуба, што реално да кажеме не покажуваат добри резултати, со оглед на тоа што имат, што ние како Совет што имаме поддршка максимално. Да кажеме пример ФК Серта, значи не со неискосен стадион, значи одобрени средства страшни суми. Со неодржавни тренинзи и утре друг ден, значи ќе треба да им се одобра, што име е одобрено веќе 300.000 од самата програма, се пуштени 200.000. Некако сакам од самиот почеток, доколку ако се дава поддршка, значи функционирањето на сдруженијата и на клубовите, како општина Конче гледат, има средства, оди, отвори, поднесе барање, значи ќе им се обезбеди некој надомест, немој да ме разберете погрешно. Ама реално, значи, некој, да, ние имаме средства, немаме толку деца, ама битно ни е нешто да не функционира. Значи, ако се враќаме уна за 20 години, тука функционираше без никаков буџет 2 клуба што играа фудбал. И тие дури беа постигнани 3-та лига и така натаму. Но за жал сега не може ништо да се функционират. Пример, ќе треба и со ФК Серта. Доколку ако им текне веќе и они да одржават тренинзи, ќе треба да испланирате и со нив. Пример, зошто не би било добро некои деца што тренирате фудбал и да тренирате ракомет. Точно и тоа. Има ги многу деца Радовиш. Хубаво прашање. Значи ние во Радовиш функционираме. Имаме 13 деца, по-големи што ги викаме, како да млади пионери. И другите се помали веќе, зашто се за мини ракоме. Група машки, групи женски. На по-големите и се посветува веќе да кажем, ајде по-големо внимание за ракоме. Значи, основите на ракоме. Или играње веќе на ракоме. А додека со малите,
посветуваме повеќе време на нивни уради. Значи, како да го објаснам? Со Играме правилни игрички. вежби, со правилно држење Со правилно на држење, телото, со правилно трчање, скокање. основите у спорт. Основите Да. во спорт. Играње, додавање. Но со тие мали деца ние не може да почнеме убаво кажат и да играме ракме право. Не, мора први да ги научиме да трчат право, да скокат како што треба, да подават топка како што треба, да одат исправено, што викам јас, да користат правилно опрема за раковме, да нема повреди, Да се однесува, да се однесуваат. што треба. Јас ќе ви кажам дека ние пред секој тренинг може ќе звучи малку смешно, ние најголем дел пред секој тренинг посветуваме на децата за нивно залагање во школа. Дека секој дете треба да оде на школа, дека секој дете треба да учи и дека секој дете што како да кажеме, не е посветуван на школа, не може да биде спортист. Најголемиот дел ние го посветуваме, ајде да кажем 15 минути, 10 минути на тоа, 20. Пошто сме били знаени за тоа дете да стане спортист, да напредува во спортист, пред се мора да биде добар ученик. И мора да биде добар личност. Така да се И вразум уразум само си, на да биде советнико за план, што точно потполно разбирам дека финански средства се одобруваат, дават се пари, успех се вара, што е нормално, а со овие деца што ќе почнеме се почетници. Успехо е ако ги задржиме у салата, барем на почеток. Ние сме спремни, баш кога доаѓаме тука, разговаравам со Пасе, ако треба секој месец кога ќе имате совет, секој ако не викнете, ако не поканете, ќе дојдеме и ќе дадеме детален отчет на тоа дека сме ги даделе парите од тај месец, со црно на бело, со банкарски сметки, со се со било што, за да не дојде до заблуда дека ние сме дојдени тука, како што кажавате, дали да профитираме, колку да се има 2 деца, 3 деца, не е това целта. Целта ни е да го донесеме раковното конче, да им даде на децата можност да почнат да тренират и да се занимават со ракомет. А сега натаму, како што спомнаете, може да оди на фудбал и на ракомет, имаме ги деца урадови што вика сабаја сум на фудбал, вече сум на ракомет. На вторник нема да дојдам дека одам и на борење. Деца ко деца сакат сите спортови да ги пробат, мораме ние да им дадеме на нив можност да пробат да се бават со што повеќе спортови, за да видиме дали деца се талентирани. Верувајте ми, сретнав со многу деца, многу таленти има што не ни знаат дека е добар за ракомет. Пример, он играл фудбал, си другари му на фудбал, он не ни знае дека е добар ракомет. Кога дојде да игра ракомет, кога му ги објасниш работите, кога види дека е това, дури со родитело се разговара дека детето треба да се насочи, пример да го тренира тај спорт. Даваме талентирани за фудбал и за кошарка, ама ракомето некој најмногу му легне. Пример, или фудбал му легне најмногу. Има многу деца што биле на фудбал, барем кај нашо идеја викат им, деца вие полу да одите на ракомет. И децата идат на ракомет. Да. Добро, Дали ще имате- може ли още да, последно и толкова? Реално да ви кажам, значи, може со некои предрасуди, мој глас ќе биде воздржан за ова барање, од таа причина, може вие ќе се функционирате нај како што е потребно, но за жал да знаете дека така на некој начин, еве да се изразам, така сме се изгорени од здружение, клубови и така натаму, што баш како што кажавте вие, значи само се профитира, а што се постигнува, што не, никој не знае. Ни едно утакмица не сме гледале фудбал, ни тренинзи, ништо. И од таа причина мојот глас ќе биде воздржан, само да знаете како предрасуда, што уназад доволно сме негативно расположени за вакви работи. Тоа ви Ред. благодарам. Дали другите имате прашања, повели? Поздрав до гостите. Ме радува пред се што сте лиценцирани. Секогаш сум поборник за нешто да не е импровизација, да биде како што си личи. Мислам ти убаво што сте направили анализа. Сега децата колку ќе одговорат на вашите желби, ќе видиме од теку на ангажмано. Дали планирате
да речеме, у клубу да ставите некоło име Конджи. Община Конджи нещо. Оти сега прегес како што речете, ние сме додадени. Ние даваме пари, ама сакаме и афирмација. Ние сега ќе дадеме пари, а вие ќе се викате, оти гледам таму, како се викаше Феникс, ФК Феникс, ФК Феникс Конджи, ФК Феникс. Мора да има додатно нещо. Ако веќе ние дадеме финанси, како ќе даваме финанси? Сега мора да има и некој наш иницијал мора да има. Да се разбереме пред време. Ние сега ќе дадеме пари, да речеме. Ако колегата што кажа, ако не одговорите на потребите што ги обекете тука, мислам оти нареден пат ќе нема пари. Сега да бидеме наясно, не регистрира се и толку. Секоја година парички инкасираме и толку. Мислиме резултат ако има, ќе има пари. Ако нема резултат, ќе нема пари. Това да биде наясно. Иначе јас лично, ако обеките оти ќе ставите име на нашата община, на дел од сето това, ќе поддржаме на таква спортска активност. Иначе, да дадеме пари, а да се викате Радовиш, Феникс Радовиш или нема шанси. Јас не да съм негативно спрема Радовиш, ама никогаш Радовиш нема да стави на нещо, ако даде пари да се вика Конджи. Така да, убаво што сте поразговарале за соработка со просторо таму што го имаме. Ние, како што имаме пари, сега знае играното желанико, ние не е проблем да направиме и друга сала, само вие одејте напред. Одејте напред. Мислам оти парите малку ќе се за старт, за това што напоменавате дело на набавките, дресови, значи сите тие реквизити, колко вкупната сума за... Значи това... Ако мислите оти може да завърши работа за сите тия работи, уред, ама мислам оти у старт са трошците, после се намалуват веки. Опремата у старте носе повеќе пари, после веќе се намалува. Значи, необходните трошци се користат, имаш веќе дресови, имаш облека, имаш опрема, не е проблем. Математиката ви е точна уред 600.000. Обукажавате 2 лярки дрес. Ако дойдат 40 деца, ако сега ние не може да кажем ние, обавезно вие ќе се трудите, вие нема се подпред само на нашите пари. Значи вие трябва да се потрудите да си терате спонзори. Ясно ни е. Дай Боже да има 40 деца, пък я викнем на тренинг си, да видите какво работим, видейте за тия мини-лиги. Видовайте ми не е толкова там мини-лиги се повече зала за децата, за да се надече на тази спорта. Не знам дали сте видели мини-лига както изгледа, значи си играт на пълно терен, на пълни голови. Има посебни стандарти за мини-лигите и от това година трябва... Това вие ќе го знаете, ние сакаме активност важно. Ние... Мамет за децата ќе бидете вие. Ако вие сте добри тренери, работите добро со децата, ќе дојдат децата. Ако не сте добри, нема да дојдат. Значи, парите, децата нема да ги повикат. Вие сте тие што треба да ги вртате таму и што ќе ги натерате со мерак да доваѓате. Иначе, ако сте негативни, нема деца. Това сигурно го знаете вие. Мислам оти треба да си земете обврска, ако веќе дадеме пари, значи име обавезно Конджи. Нема шанси пари да се дават, а да се викате Радовиш. Оти сега веќе може да се пререгистрира секваш. Това... Дури треба да размислите и седеш да биде тука. Ние даваме пари, парите да бъдат ке нас. Значи, данок. Вие ќе размислувате на тај дел, значи и мината се менат. По-лако е, ако одобрат федерацията да нема додатни трошоци, бидејќи се е трошок, ако рече дека не е
Името нема многу трошок. Додавка само ставиш и Тражат два посебни субјекти в тај случај, може да ти кажем. Може да ги Радовиш се воде, ама и да тражат, значи и да тражат ние ве Феникс Конче. слушай сега, и да тражат пари, ние ги даваме парите, значи. Ние даваме, ние ги взимаме. Да биме наясно. Сега оти поентата ми, ние ако даваме за нашите деца, не даваме за Радовиш да се вика Радовиш, а да значи сакам да кажам името обавезно да биде застапено у наслово на клубо. Како ќе го изрегулирате това? Вие ќе си питате таму кој. Дали тоа е се така? Дали имате дополнителни прашања? Јас имам образложение, немам Овде ли? прашање, прво ќе бидам максимално краток. Прво, лично да се заблагодарам на вас како спортски работници, представници од Ракомето, за можноста и поддршката да успееме сите заедно децата од општина Конче да имат можност, значи да го тренират овај убав спорт. Мислам дека убарањето е прецизирано и сметам дека е добро формулирано тоа да ги стартуваме тие последните 4 месеца од годината, за да, како да не се повтораме, како што кажа дел од советници, да видиме до кај сме. Јас сум сигурен, познавајќи значи вас, дека Конче е рагало таленти и сигурно за прв пат како појава на ракометари, мислам дека секако ќе има. Сега и се согласувам целосно и мислам дека нема да биде проблем. За почеток барем, вие ќе си го происпитате правнички това, ама за печатените спортски реквизити, односно мајцички, нека си стое општина Конче. Другото, мојата поддршка целосна имате, инсистирам и останатите советници да дадат поддршка, бидејќи еве, како што кажах, значи не станува збор за некој огромно, не станува збор за некој меморандум 10 годишни, значи имате можност, вие ќе се докажете, децата ќе се докажат и се надевам дека понатаму ќе продолжиме со максимално поголеми успеси. Толку беше. Благодарам. Благодарам. Повели? Сакам само да го подсетам градоначалникот дека неговата поддршка, да, може да имат или да немат, но не значи ништо, само сепак како извршен орган да го извршува тоа. Сепак зачува одлуките донесува особето, така да поддршката има, нема, не би значало во донесувањето на одлуките ново. Ако може, извини, советник, пошто разговарах, викнуваше, ако може да поставите... Нели, пошто кажавте, моите поддршка имате, како градоначалник, во донесувањето на одлуките, значи вашата поддршка не би значило нешто, пошто вие како извршен орган, значи извршувате донесените одлуки од страна на СОВ-то. Да се коригирам, да речем дека немат ли поддршка? Не. А во секој случај имам право да кажам, значи дали еве сега може ти не си спортист, но одреден дел имаш много поддршка. Мислам дека не е нешто нејасно. Во ред. Така да разбирливо. Јас и знаете вие, а и вие како светци добро знаете, јас немам право на глас. Така да Го ставам на гласање. Финансиска рамка ракометен клуб Феникс Конче во период од септември до декември во износ од 264.000 денари, кој е за 6 за, против, воздржани, воздржан 1 и он че е одсутен тука. И благодарам за време. Хвала ви, господа. Извинувајте дека од моја име, ајде и од име на советниците. Што почекахте таа пракса, така мора да. Здрави живи. Ајде, од септември се гледаме, значи ќе ни известите на првиот состанок и тренинг и присуствуваме јас, да. Хвала ви и поздрав, тука сум. Чао, чао. Пријатно. Продолжуваме со барање до Советот на општина Конче. Почитувани, јас Фатиме Кафеджиева од село Конче се обраќам до Советот на општина Конче со барање за доделување еднократна парична помош поради мојата тешка здравствена и социјална состојба. Според приложената медицинска документација, кај мене е утврдена диагноза сенилна деменција, како и други здравствени проблеми поврзани со возраста, поради кои ми е потребна постојана помош и него од друго лице. Стручната комисија има донесено наод оцена и мислење дека имам потреба од помош и него од друго лице. Дополнително кардиолошкиот
извршиот преглед е констатирана артериска хипертензија и сомневање за сенилна деменција, при што е препишана редовна терапија и континуирани лекарски контроли. Поради здравствената состојба имам зголемени трошоци за лекување, набавка за лекови и секојдневни потреби. Исто така живеам сама во мојот дом во село Конче и немам постојана грижа и поддршка од членови на семејството, што дополнително отежнува мојата состојба и секојдневното функционирање. Од наведените причини ве молам да го разгледате моето барање и согласно вашите надлежности да ми одобрите еднократна парична помош. Во прилог ја доставувам медицинската документација како доказ за мојата здравствена состојба. Од страна на комисијата ова барање беше разгледано и беа предложени 10.000 денари и со сите потребни документи е ова барање. Фатиме Кафеджиева. Од страна на комисијата беа предложени 10.000 денари според критериумите во правилникот. Фактички тоа беше максимум или? Па не знам сега точно како беше. Треба да се види. Јас имам нов предлог од 12.000 денари, пошто сепак се работи за лице колку што сум запознаен околу 80-90 години, а користик на неговото лице и сте запознаени из психофизичката здравствена состојба, што е стварно не е во добро. Па имам предлог од... Сенилна деменција. Деменција? Психички. Не. Психички рад, да. Член 7 овде спаѓа висината на еднократната парична помош на лица со посебни потреби изнесува 10.000 денари по лице. Според овој член 7 припаѓа заделување еднократна парична помош за лица со посебни потреби, телесна попреченост. 10. Тоа е според правилникот. Сега ние ако нешто изгласаме, ќе биде против правилникот. Правилникот мора да има две опции, максимум и минимум. А и правилникот не е донесено согласно со програмата, човек. Само 10 и тоа, значи мора да има минимум и максимум, значи некој има повеќе оштетен минимум. Факт. Помалку оштетен минимум, максимум повеќе оштетен. Ќе ве замолам да се задржиме до правилникот. Добро. Го ставам на гласање предлогот од 10.000 денари што беше разгледано од страна на комисијата, кој е за 2, 4, 6, 7 за, против, воздржани, 1 иземен. До Советот на општина Конче барање за финансиска помош. Почитувани јас Јусмен Ибов од село Конче се обраќам до Советот на општината со барање за доделување еднократна финансиска помош поради мојата тешка здравствена состојба. Имено боледувам од хронична обструктивна пулмонална болест со акутна екзацербација, поради што подолг временски период сум на лекување и боледување. Во последниот период мојата здравствена состојба е значително влошена, што предизвикува дополнителни трошоци за медицински прегледи, лекови, терапии и други неопходни здравствени услуги. Поради намалените приходи и зголемените трошоци за лекување се наоѓам во тешка материјална состојба и не сум во можност самостојно да ги подмирам сите потребни трошоци поврзани со моето лекување. Од наведените причини ве молам да го разгледате моето барање и согласно вашите можности да ми одобрите финансиска помош. Во прилог на барањето доставувам медицинска документација како доказ за мојата здравствена состојба. Однапред ви благодарам за разбирањето и поддршката. Исто така ова барање беше разгледано од страна на комисијата и со сите потребни документи беа предложени 10.000 денари.
Секој дали таа сума според правилникот Да. не тражи. Го ставам на гласање предлогот од 10.000 денари, кој е за? 7 за, против, воздржани? Воздржани? Заслуга, нема избор, што е. Па треба да дигнеш рака, сега си воздржан, најверојатно. Така не запитај. До Совет на општина Конче. Барање за финансиска помош. Почитувани, јас Абдул Абдиев од село Конче се обраќам до Советот на општина Конче со барање за доделување на кратна финансиска помош поради сериозни здравствени проблеми и зголемени трошоци за лекување. Поради мојата здравствена состојба, принуден сум да користам редовна медицинска терапија, специјалистички прегледи и дополнителни медицински услуги, што представува значително финансиско оптоварување за мене и моето семејство. Имајќи ги предвид ограничените финансиски можности и високите трошци поврзани со лекување, не сум во можност самостојно да ги обезбедам потребните средства. Од наведените причини ве молам да го разгледате моето барање и согласно вашите можности да ми одобрите финансиска помош. Во прилог на барањето доставувам соодветна медицинска документација и друга потребна документација како доказ за наведената состојба. Ова барање беше одбиено од страна на комисијата. Морим? Не, има се, меѓутоа според правилникот ги надмину, мислам, не е во согласно со критериуми. Да. Го ставам ова барање за одбивање. Кој е за? 6 за, 2, 4, 6 за одбивање, против, воздржани, 1, Ивана, барање до Советот на општина Конче, јас Родна Ѓоргиева, со место на живење село Дедино, општина Конче, го доставувам ова барање до Советот на општина Конче да ми одобри финансиски средства поради лошата финансиска состојба во која сме јас и мојот сопруг, кој немаме финансиски примања од нигде. Имам извршено 2 операции, но лековите се многу скапи и јас не можам да ги плаќам. Затоа ве молам да ми одобрите финансиски средства кои ќе ми бидат потребни за лековите кои ми се неопходни за понатамошното лекување. Од страна на комисијата беа предложени 10.000 денари. Имат ги доставено сите потребни документи. Да. Според правилникот биле предложени 10.000 денари, го ставам на гласање предлогот кој е за 10, 2, 4, 6, 7 за, против, воздржани нема, Ивана не е тука. Барање од Ѓоргиева Трајанка, почитувани барателот е мајка на починатиот Игор Ѓоргиев од село Дедино, кој почина на ден 29.5.2026 година. Со ово писмо бараме од вас како надлежен орган да ни се одреди еднократна парична помош поради смртен случај во семејството. Во прилог ви доставувам извод од матична книга на умрените и трансакцијска сметка и уверение од УЈП. Од страна на комисијата беа предложени за ово барање 15.000 денари. Дали имате друг предлог? Доколку нема, го ставам на гласање предлогот од 15.000 денари, кој е за? 6 за, 2 моментално не се тука. Ово е до градоначалникот, може да дојде да ни образложи. Да продолжиме. Барање до Советот на општина Конче, барање од Ристова Благица од село Горни Липових. Почитувани советници, барам од вас да ми одобрите финансиски средства за понатамошна терапија на моите 2 деца кои се соочија со скршеници за кои понатамошната терапија се потребни повеќе финансиски средства. Во документите кои ви ги доставувам се гледа фактичката состојба за скршениците и нашата фамилиарна состојба. Овде стануваше збор за 2 деца. За Ѓорѓе Ристов и за Танкица Ристова, и беа предложени по 8.000 денари за двајцата, вкупно 16.000 денари. Јас предложив 10. Да. Таа може тоа да се
Тоа е вашиот предлог? Го ставам предлогот на гласање од 10.000 денари по 10.000 денари, вкупно 20. За тие децата што кажат. Да. Кој е за? Еднократно за. 8. Барање до Советот на општина Конче од Горанчо Цеков од село Габревци се обраќам до вас заради тешката здравствена и финансиска состојба со барање за еднократна помош заради потреба од соодветна терапија и лекарства. Имам извршена операција на срце со 4 бајпаси и вграден од 2 стента, поради што секојдневно користам скапи лекарства и имам редовни лекарски контроли. Поради здравствената состојба и финансиските трошоци за лекување не сум во состојба да ги покривам сите трошоци. Ве молам согласно вашите можности да ми одобрите еднократна помош за набавка на лекарства во вредност од 20.000 денари, меѓутоа на комисија беа предложени 22.000 денари. А максимум 30? Да. Тај ќе му дајме 30, тај е сам човек. За тоа што предложите вие 22. Само се човек. А може да потržи Он сам е 20. Ама он учува реален, иначе таков е човек, разбираш. Тие 22. Тие 22 му се гарант лекови. А како преживеа, може да се знае. Што ќе извадат тези граници? А во ред, дали е тоа ваш предлог? 30.000, шо? Човек сам се ранет, сам се одгледува. Знам го ептен човек, разбираш. А и многу реален, он не има 20 трошци и 20 хотела. Таков е човек, ако треба да трпи гладен. Тоа е ваш предлог од 30? Мислам да 30 треба да му даваме на човек. Нема фамилија која може да се грижи за него, колку мој. Го ставам предлогот на гласање од 30.000 денари, која е за? 8 за. За ова може да го повикаме градоначалникот да дојде. Па од граѓаните на село Горни Липови, барањето што беше до градоначалникот, што разговараваме на комисија дека не е до Совет. Не, да даде образложение. Не, он може да се лигаца. Ти се бунитови. Да дојде градоначалникот, да го градоначалникот да не беше. Ама што ме градоначалникот? И добро, сега што? Добро, ќе одговоре писмено најверојатно. И што ленче го до тебе, јас ќе одлучам. Имаме нови барања кои не се разгледани на комисија. Едното барање е од Сдруженијето на пензионери на општина Конче за одобрување финански средства за опремување на клубот на пензионери во општина Конче. Другото барање е од Педро и Султанка Јаневски од Гевгелија, барат порамнување на патот од Габревци до манастирот Огнена Марија. Другото барање најверојатно е за финансиска помош од 30.000 денари. Ово е Сдружение Баскет Спорт Радовиш. И четвртото барање е од Кут Конче. Меѓутоа, вие не се разгледани на комисија. Дали да се разгледават на комисија, за наредна комисија или сега на Совет? Може да се каже. може поединечно да се одлучи. Ево, таа пример, Не без што се не повидате, пак и идете на Совет, па болница не обучи мајко. Што? Пита дали да поминат прв на комисија, па на Совет, пак ги читаме и... Јас мислам дека еве за пензионери може да гласаме уште од сега. Се работи за опремување и колку средства барат они? 81.463. И што имат наведено таму? За во клубот на пензионери имаме потреба од лаптоп 24.929, принтер 6.929, тонер 1.938, глувче 219,
плинско решо 1599, клима уред 41709, плинска боца од 12 до 12 литри 4000 денари или вкупно 81.463 денари. Во прилог на нашето барање доставуваме профактура за бараните средства кои може да се препредат на жиро сметка. Поради долгите бирократски процедури не сме во можност да доставиме профактура за плинска боца. За позитивниот одговор на нашето барање однапред ви благодариме. Со почит и многу поздрав. А профактурата можеш ли само да бе? Еве само ова е. А профактурата дека? И нели пишува дека заедно со барањето, како? Не пишува после заедно. Заедно виж. Во прилог пише. Знам, ама нема. Како? Може ли да ми одговорите дали првично сакате да бидат овие барања разгледани на комисија? Да. Да, Прво на комисија. на комисија да од. Добро. На комисија. Не се разгледани. И да бидат известени и Сдружение на пензионери за како што има наведено таму во прилог профактура, стварно да има во прилог профактура. Добро. Оти за некои барања знам првично сакате да бидат разгледани на комисија. Затоа пак ве прашувам. А за овоа барање најверојатно градоначалникот ќе даде писмен одговор. Добро. Толку. Дали имате советнички прашања? Виш ако градоначалникот не е толку. Ќе го повикаме. Или ајде оставаме. Да го повикаме, ќе имате советнички прашања? Со тоа констатирам дека седницата е завршена. Ви благодарам за присуство.